Сепак граѓаните најме го ги занима деталниот урбанистички план и врската со генералниот урбанистички план, бидејќи во документите кои обично изводите од урбанистичкото планирање, тоа го добиваат граѓаните врака и за нив приказното тргнува од тука. Што е тоа урбанистички план и неговата врска со генералниот урбанистички план? Уште еднаш ќе повторам. Просторен план, врховен документ. Генерален урбанистички план, документ на развој на градот, во каде што се даени генералните потези, примарната инфраструктура, патна, водоводна и секаква друга инфраструктура, генералните потези, главните улици, костурот на градот и наменските зони во еден план. Тоа изгледа како една намената на зоните. Намената на зоните. Постојат зони за домување, зони за работа, зони за јавни објекти, зони за комерцијални објекти, зони за спорт и рекреација и се и мешовити зони. Во Законот за просторно урбанистичко планирање и правилниците за урбанистичко планирање веќе има и компатибилност на намени. Не може да се работи за чиста намена, чисто домување. Значи, на почетокот од разговор го кажав, значи на секое домување му треба и сите останати функции за да биде пристојно и удобно живеењето. На една зона за домување му треба зона за деловни објекти. На една зона за домувањето го земам како примарен фактор. На една зона за домување му треба одреден коефициент на јавни објекти, училишта, градинка, пошта, болница и така натаму, противпожарна служба и така натаму. Како и паркови, зеленило. Паркови, зеленило, апсолутно, по глава на жител се пресметува сето тоа. Урбанизмот е наука. Наука каде што е сублимирано наталожено знаење и со многу статистички норми кои се преточени во закон за просторно урбанистички правилници и се вградуваат при урбанизацијата на одреден дел од градот, односно она што го викаме детални урбанистички планови. Деталните урбанистички планови се еликсир, односно сублимирано проекција на и детално разработка на одреден дел од градот. Градот е широка материја и детални урбанистички планови градот е поделен на урбанистички квартови, по урбанистичките квартови на урбанистички блокови. Сето тоа ги сублимира генералниот урбанистички план и деталните урбанистички планови се прават дел по дел за да се оформи тој мозаик од детално урбанистичко планирање, ама рамката, големата слика има генерални урбанистички план. И сите насоки се црпат од генералниот урбанистички план за да се изработи детален урбанистички план врз основа на наменската зона. А деталниот ги детализира до граница на парцела, до максимална површина. И тука се гледа од куќата, нацртаната куќа, секој граѓанин. Популарно маркица, оние маркица, тоа сега со речников ја викаме максимална површина за градба. Која е разликата? Маркицата беше фригидна и досадна, затворена еднаш поставена со фиксни граници. Максималната површина за градба е простор каде што може максимално на кој простор може да се гради, а минимално може и помалку. Имаш парцела од 300 квадрати, но можеш да градиш на 150, например. Не, во Законот за просторно планирање се знае во кои зони може 70% да изградиш, 30% да мора да има слободна површина за зеленување, простор за гаражирање и така натаму и така натаму. Значи 70% ако имаме 100 квадрати, 70 квадрати можеме максимално да изградиме. А можеме и 50, а повеќе немој. Так. Во тие детални урбанистички планови, рековме си ја гледате самата парцела, ја гледате површината за градба, просторот на кој што може да изградите вашата идна куќа. А дали кажува каде ќе биде куќата? Да, апсолутно. Со димензии, детално предна градежна линија, задна градежна линија, странични градежни линии. Значи, секоја парцела во деталното планирање е дефинирана со регулациони линии. Регулационата линија е линија која ја оцртува градежната парцела, дворното место. Тие се регулациони линии. Имото, значи колку што има квадрати човек, тоа му е. Тоа се ограничува со регулациони линии, предна, задна, странична. Може да е испрекршена форма, па да има повеќе регулациони линии, не мора квадратна форма да биде. Да. А градежни линии, 104 градежни линии, имат
во кој се ограничува просторот за градење. Што рековме не мора да значи да максимално искористување на. Имате градежна линија, од незе фазла не може да се гради. Ама моje местото. Биди здрав и жив, твое местото. Не можеш фазла од ова градежна линија. Пак е твое. Пак е твое, никој не ти го зема, мора да биде слободно. Зошто, бидејќи урбанистот врз основа на стекнатите знаење на познавање на урбанистичката наука одредил да биде градежната линија на растојание од регулационата линија и така натаму и така натаму. Има случаеви во густо населени средини каде што регулационата, односно границата на дворното место се поклопува со градежната линија во густо населени Дубровник, Охрид, стари градови, стари населени места, стари чарши, каде што имотот е целосно 100% искористен. Не важи онај законом на академско планирање 70-30%. Но тие се исклучителни случаи. Постојат и такви случаи. И што е многу важно за деталните урбанистички планови, се донесуваат еднаш на 5 години, бидејќи ништо не е табу тема. Навиките се менуваат. Животните текови се надминуваат. Ако некогаш во низ историјата поим за убаво нешто било нешто, во 20 век поим за убаво нешто е нешто друго. Нешто друго. Значи вкусовите, навиките, движењата се променуваат. И деталните урбанистички планови и генералните било која врста на планирање не е табу еднаш за секогаш. Ма и климата се мени. Се менува сигурно климата, нема се менува куќите да бидат енергетските. исти сега кога нема зими и пред 30 години кога имавме снег. Навиките на луѓето се менува. Да. Навиките, например, порано беше градете широки коловози. Да имаме проток на улица во централно градско подрачје, колку пошироко, толку помал застој. Модерната наука за урбанизмот вика градете тесни улици, дестимулирајте го сообраќајот во градската средина, заштита на екологијата, издувни гасови. Користете го јавниот градски превоз. Коефициентот на искористување на превоз, на градскиот превоз е многу поголем. Ние во возило се возиме 1 или 2. Да. Ретко ја искористуваме комфорот за 4 или 5. Најчесто еден кога Најчесто одиме на работа. 2. Јавниот градски превоз. Во организирани градови јавниот градски превоз е благодет за граѓаните. Правете тесни улички, полди со зеленило и дестимулација на брзото движење на возила. Правите виугави улички со полни со зеленило, можам да ви го исцртам тоа, ова зеленило. Инаку овие автострадите се избегнуваат. За сметка на централното градско подрачје се прават обиколници. Да. Обиколниците кај што се за брзо пристигнување со рачви се влегува во онаму каде што ти треба. Тие се ринг роуд или обиколници. Обиколни патишта. Имаш пирамидален урбанизам, имаш центристички урбанизам, ексцентричен. Да. Или трендовите од западот, имаме огромни веќе тротоари каде оставаат место за велосипеди. Апсолутно форсирање на, го заборавив тоа, многу корисна, многу здрава и многу практична работа е возењето на велосипед. Сите градски средини му недостасува велосипедски патеки, а се наметнува возењето на велосипед како рекреирање, потреба и практичност. Цел град некогаш има проблем со деталните урбанистички планови и се случува кога тој сака да гради да му одговорат дека деталниот урбанистички план не е усогласен со генералниот урбанистички план. На што се должи тоа? Кој е тој проблем? Значи, посебно дека се тие изградени во различно време, но сепак, дали тука има нешто второ, трето или четврто? Никогаш не може генералниот и деталниот да бидат истоветни, бидејќи се работат во различни времена. Со измената на законот 2019, еден несреќен член 19, не може да се издават изводи од детални урбанистички планови доколку не се усогласени со генерални урбанистички. Од никогаш не биле. Од никогаш не биле. Тоа неусогласувањето е многу грубо кажано. Тие се усогласени и по намена, и по собрајчеј, и по се. Ова сега што го кажував за собрајчејниците, се извинувам на жаргонот. Ова што го говорев за собрајчејниците. Во текот на изработката на деталните урбанистички се менува. Значи, имавме ние тренд со генерални урбанистички план од 2013 година да ги стесниме улиците. Немаше потреба за да бидат толкави коридори. И тогаш
деталните урбанистички кои се претходно изработени не конвергираат, но тоа не значи дека се зафајчат во градежните парцели. Градежната линија си останува апсолутно иста, намената не сме да не се почитува од генералниот урбанистички. Многу е грубо сватено тоа, не почитувај не генерален ни детален. Деталниот и генералниот мора да се почитуваат. Ама ако има колизија едниот со другиот, тогаш е веќе проблем. А овде нема колизија. Нема колизија. И сега гломазната, тоа е тема за дискусија. Органограмот за донесување генерален и органограмот за донесување детален урбанистички план е еден од помаките, една административна постапка која е толку многу гломазна за професионалци кои го работат цел век проблемот со урбанизацијата е тежок и мачен, а камоли за обичен граѓанин кој не е грев да не може да ја свати таа технологија на изработка на детални урбанистички планови. Вистина дека е комплексна науката, дека сублимира многу закони, многу потреби, многу умејни, многу занаед. Но сето тоа обременето со законска регулатива која не му оди во прилог и обременето со човек фактор и со процедури кои се, па да речем, над 50% непотребни. Значи, комисија, иницијатива, планска програма, комисија една, комисија втора, партиципативно тело, совет на општина Прилеп еднаш два пати, институции, собирање на податоци од институции, одобрени од министерства, сето зачинето со човек фактор, дали е брз или не е брз, дали одговара, дали не одговара. Море од непотребни закони, начини да се дестимулира развојот и ова неусагласеноста и донесувањето на урбанистички планови, па донесување еден детален урбанистички план, нормален, во зона на средна густина, па оди по година и пол во најразови услови до 3 години, па и до 6 години. Зависност од забелешките кои ги поставува. Значи тоа ги разочарува. Па ги разочарува и го дестимулира развојот на градот. Да. А што со бизнисмените? Тука е го дестимулира развојот на градот во целост. Основното право да си изгради кров над главата, на бизнисменот правото да се развива во својот бизнис, да гради, да нови капацитети и така натаму и така натаму. Неможност за нови парковски зелени површини, сите оние содржини кои ги носи деталниот урбанистички план. Стандард на живеењето. Значи, дестимулација на развојот на градот. Тоа значи долгата и мачна процедура за донесување на деталните урбанистички планови. Кој го одредува редоследот, што ќе се урбанизира и каде ќе се носи планот? Значи, локалната самоуправа со своите институции, односно сектор за урбанизам, со својот кадар, значи ги согледува цела година проблематиките каде се движи градот. И врз основа на тоа формира буџет во кој ги форсира изработка на детални урбанистички планови, каде ќе се изработува детални урбанистички планови, каде ќе се реализираат тие детални урбанистички планови и така натаму. Значи, врз основа на програма интересот на градот и на граѓаните. Значи, човекот е во центарот. Така, ова е конгломерат од политика, од умешност, од вистински луѓе на вистинско место, собир на професионалци, тенденција на градоначалникот и така натаму. Значи, конгломерат на... Еве, видовме, ова се потврдува, што разговараме, дека имаше се издаваја, еве, до скоро време, се издаваја многу малци градежни дозволи. Сега, например, тој процент е многу подигнат. Не на толку задоволително ниво колку што би сакал и колку што има потреба. Да, претходните години беше катастрофа. Она ригидно третирање на законите. А тоа па има друга импликација и друго, секој зошто има за тоа. Знаете во претходниот период што се случуваше? Значи, за секоја грешка постоеше кривична, секој можеше кривична пријава да му поднесе. Значи, во законите се нема лимит кого може да му поднесе кривична пријава. И државните службеници неслучајно беа стерилни при издавањето и носењето на одлуките. Значи, ги одвраќаше можност дека може некој да му поднесе кривична пријава. Значи,
не греши онај кој не работи. Значи, по линија на помал отпор, законската регулатива се позитивно и негативно се третира. Ако сакаш негативно да истретираш, се замрува. Одбивање, се замрува. Се останува. Една од причините, ова го тврдам одговорно, беше немилосрдното носење на кривични пријави према административните службеници, односно према оние кои сакаат да создадат развој и позитивно третирање на законските норми. Така почнавме. Амбициозните функционери кои сакаат да дозволат градот да оди напред, да се развиват, можат да настрадаат. Апсолутно, и настрадаа многу. И настрадаа. Настрадаа премногу, да не ви ги набројувам. Меѓу нив сум и јас. За жал познато ми е. Значи, со таа смешна и ситуација. И со тоа ги дестимулираш сите луѓе кои работат својата работа да бидат делови од локалната самоуправа. Да, викат, па зошто да работам кога можам да не работам? Ма И зошто немам да работам последици? за своите работи јас да кривично да одговарам? Да. Бидејќи ако сакате да направите некојаш големо добро, некојаш треба да направите помалку лошо. Значи не можете при урбанистичкава проблематика и ова досега сите да бидат апсолутно задоволни. Некаде мора некој коридор да зачепка и некои приватни интереси. А дали Значи, ригидноста за да направиш нешто големо добро, да отвориш некој коридор, па Осман кога го формирал Париз, мислите така тоа лесно одело? Да. Газел преку живи луѓе за да го направи онај Но радијален. таа османизација на просторот, да речеме, како што е едното проституирање на самиот простор и паѓање на функциите, значи она ние што го викаме гетоизација, така османизацијата е пресекување, значи на луксузни улици за да се развие просторот. Социолошки тоа има оправдување. Има оправдување и има лошото планирање ни носи лоши градови. Доброто планирање има убави градови. И не е само планирањето, реализацијата е многу поважна и не злоупотребување на законските нормативи. Знаете што се случува Тетово? За шаку долара повеќе во еден сат за вода собира онолку вода колку што собира вода. Не може во еден сат од 1 литар и пол. Ние се надвор од физиката. Не оди. Едноставно, имаш недостаток на вода, имаш недостаток на профил на сообраќајница, имаш лош проток на сообраќајниците, чекање, застој. Во резултат, лоша средина за живење. Густо населена, нема џубре има премногу, нема комуналното предпријатие можност да го собери тоа џубре. Скопје исто е. Скопје е жртва на енормниот развој и лошото планирање и лошата реализација на урбанистичките планови. Дали е тоа само лоша реализација или тука може да се зборува Конгломератов, политика, политика, ама и кадри, лукративни интереси. Лукративни интереси, апсолутно. Може една Лјубљана да го закочи својот развој на 500.000 жители, ја дигаат рачната, ги развиваат околните места. Тие можат асфалт инфраструктура да донесат на најоддалеченото место, само да нема потреба, ќе му направи школа на сите приградски населби, ќе му направи трговски центар, ќе му направи целосна инфраструктура, за да не мора да иди. Таму му е многу попријатно отколку во градската И гужва. во Белград, например, во Белград, урбанистите во Белград не сакаја 40 години да дозволат да се гради на одредени места на Нов Белград, затоа што рекоја дека градот ќе биде загушен ако тука се изгради. Апсолутно. Значи, тоа издржа 50 години дури во најтешкиот социјализам, но еве како што гледаме пропадна под демократските значи навали на тие новопечени. Законот за легализација. Да. Знаете што е закон за легализација? Уништување на се што значи урбанизам. Или ставање на пиедестал на оние кои диво градат, Казнување на тие кои градат кои се легалисти. Значи, мене ми е жалова што го зборувам. Еден голем број на луѓе си го најдоа својот мир со законот за легализација. Но дали и градот го најде како целина својот мир? Но од професионален гледна точка законот за легализација е уништување на се што значи наука за урбанизам. Некои долго чувани коридори за развој се уништени, бидејќи се легализираше функционална целина, без разлика каде и што е. Се легализира објекти на Република Македонија земјиште. А се казнуваја
Оние кои се легални, кои трпеле Кои си за долга платиле, процедура, кои чекале, така е, кои имат платено со 1 евро стануваш уживач на сите права како и овој што платил 50 евро од метар квадратен. А 1 метар квадратен асфалтирана површина со сите не е само асфалтот, тоа што го гледаме. Суправструктурата, невидливиот дел кој е многу некојаш и поважен, многу поважен. Тука имаш одводна канализација фекална, одводна канализација атмосферска. Имаш електрична инсталација, имаш водоводна инсталација. Сега со новите такови ќе дојде и гасовод и оптички кабли. Тоа е преплетување на мрежа. Пробајте да копате во трупот на улицата, ќе најдете се и се што или во трупот на тротоарот. А ние обично копаме, па дури немаме ни подземен катастар. Има дел, се трудат. Сега, последниве години. Предпријатија се трудат да имат добар подземен за да знаат брзо и ефективно да не го скидат кабелот кој самите го поставиле, така? Или другото јавно предпријатие го поставило, да, и тоа се случува. Дали ригидните закони? Обично знаеме дека Министерство за транспорт и врски имаме генерален закон, но посебните закони често знаат да бидат во колизија со генералниот закон, како што сите можни закони за администрацијата се скоро во колизија со законот за општа управна постапка. Значи, дали тие закони му даваат на одредени службеници, например во Министерство кои носат одлуки, дискрециони права од една страна и на тој начин тие можат да регулираат кој ќе гради, каде ќе гради и многу луѓе да ги натераат да го продадат своето земјиште затоа што не можат да градат, не можат никогаш да хармонизираат, а знаат дека некои одредени типови тоа го можат. Колку законите на ова го повладуваат, а колку е човечкиот фактор во прашање? Неусогласеноста на законската регулатива од една сфера во друга сфера е многу изразена. Законот за земјоделие со законот за просторно урбанистичко планирање, законот за води, законот, значи има голем број на неусогласување. Но и самите закони во се честа причина за дестимулација на реализацијата на желбите и на локалните самоуправи. Често се и кочничари на развојот на локалната самоуправа. Причината која е, дали не сакање локалната самоуправа да се издигне на централната власт или желбата за доминација на централната власт на локалните самоуправи се уште и покрај законот за децентрализација е голема, тоа е прашање на политика веќе, тоа е прашање на систем. Имаме сега, да речеме, има еден впечаток дека ние имаме во суштина централизирана децентрализација. Па може така да се нарече. Му даваме надлежности на локалните самоуправи со законот за локална самоуправа и то им даваме исти надлежности на селска општина и на градска општина. Однапред знаејќи дека селската општина не може да ги изврши тие надлежности, не може да ја пруши таа услуга на граѓаните. А пак од друга страна нема приходи. Нема приходи за реализацијата на развојот е скапа работа. Нема ни знаење, значи да се има еден урбаниста, например, учен и искусен, па тоа не е мала работа за една општина. Ние гледаме се урбанистите дека уште од факултет ги земаат, уште не завршени колку има од сето тоа потреба. Сепак, значи, тоа е на ниво на стручни кадри. Сето ова предизвикува покрај материјалната состојба и цела политичка клима во земјата, оцелување на младите стручни кадри. Не е за финансиска. Квалитет на живот, многу лош квалитет на живот, мое мислење. Стручниот кадар, младите. Ние ќе ги претвориме градовите градови на вампири, на мртовци, на стари луѓе, бидејќи младите кадри заминуваат. Што е нормално. Не е честа, не е дури за материјална добивка некоја. Квалитет на живот, сите сакаат убав развијан град, кај што се средени судовите, кај што се средени јавните институции, каде што не морам да чекам јас за едно одобрение за градба, еве јас. Или да има еднаков пристап. Значи, ако не чини, нека не чини и за мене како и за другите. Да имам средено здравство. Да има секогаш предност, а другите не. Средено здравство, средени јавни институции, да ги користам сите бенефиции, значи. Понатаму голем проблем секогаш се јавува, еве, странските инвеститори тоа посебно го нагласуваат, дека кога сакаат
да градат, например, во парцели кои се во селски атари или се надвор од целата, да речеме во тие вон населени места, дека таму кога ќе се прогласи една парцела која може да биде индустријска, да речеме, зона, имаме урбанистичко планирање кое е многу ригидно и понекогаш е надвор од памет. Например, се бара да има прешироки улици во индустријските зони, се бара да има специјални, например, специјална опрема во нив која многу кошта. И друга работа, ако вие предвидите улица од 25 метри, например, широчина, таа исто влегува во градежната парцела. Таа градежна парцела некому му припаѓа, значи тоа не е државно земјиште. Дали сето тоа ги оптоварува, плюс времето на чекање за тие дозволи во Министерство за транспорт и врски. Најголема пречка е рокот на изработка на техничка документација. А сето тоа внатре сообраќајни индустријски улици, таму не е. Тоа е одлично дефинирано со правилниците за имплементација на урбанистичките планови. Самата постапка е премногу долга, а времето е најскапа димензија. Времето е пари. Значи, само да ви кажем еден податок. Енергетската криза кога фати, само за неколку месеци, неколку кратно се зголеми потребувачката на енергија, а од енергенсот неколку пати се подигна цената на бензинот. А со цената на енергенсите се подигнува сите материјали. Значи, едно задоцнување, не правам муабет за една плевна 3x3, правам муабет за огромни објекти што се градат, а тие го носат развојот, не ги прават развојот, не го носат објекти. Едно покачување на цената на железото енормно ја поскапува градбата. И сега факторот време, дали ќе го изградам јас до септември или ќе го изградам во декември, е разликата неколку пати горе. Некој зел кредит, има камата. Апсолутно, апсолутно. И тоа те дестимулира подобро ништо да не работам, бидејќи работам, инвестирам и единствениот мотив да одиме напред приходот, добивката ја немаш. Имаш обратно приход. Не живееме повеќе во социјализам, работиме за профит. Банкрот, пропаѓа фирма. Или се откажуваат, или бегаат на некој место каде што е порегулирано. Значи, тоа е многу страшна работа. Значи, затоа викам, либерализација на тие закони за урбанистичко планирање, неминовна потреба се јавува. Не мора многу паметни да бидеме да го користиме моделот од Америка, од Финска, само да се искористи моделот, каде што таму нема нелегални објекти. Значи, не многу поедноставен, а многу попрагматичен. Закон за просторно. Затоа не случајно го спомнав органограмот за донесување еден најпрост детален урбанистички план. Сложен, долг, гломазен, зачинет со многу законска регулатива, многу пати е во колизија еден закон од една дејност со друг закон. А од друга страна не мора кизне колку да се почитува. И со човек фактор. И со човек фактор. Заминал на одмор, го нема, годишни одмори, избори фатиле, па молкна администрацијата, тоа е уништување. Да завршиме кај што почнавме. Колку е да се биде директор на јавно предпријатие за просторно и урбанистичко планирање и да се биде, значи, раководител на вашиот сектор, колку е слично, а колку е различно? Единствено слично што движиш во истите кругови, се среќаваш со истите луѓе, а различно е премногу, бидејќи да бидеш директор на јавното предпријатие, медиум ти е работата на јавното предпријатие, урбанизацијата на градот, извршување, реализација на планската програма која си му е понудил на Советот на општина Прилеп и советниците ти ја одобриле, е важен сегмент, го заборавивме во цела оваа приказна, Советот на општина Прилеп, бидејќи со градот не раководи градоначалникот и институциите, тие ги реализираат насоките дадени од Советот на општините и советниците кои ги избираат граѓаните. И граѓаните преку своите советници, ова е теорија. Преку советниците ги наметнуваат своите мислења на Советот, односно на институциите од локалната самоуправа. И сите јавни предпријатија поднесуваат годишни програми за реализација на своите јавни функции пред Советот. И Советот ги изгласува или не ги изгласува.
Јавното предпријатие има племенита улога да се грижи за урбаниот дизајн на градот, да сублимира, да се огледува, да му наложува на малку и да сонува. Да сонува, апсолутно да сонува. Сонувањето е основа на развојот. Соновите да биде реални. Некојаш не е ни грев да бидеш малце по-футуристички настроен или по-далековит. Не мора да се реализира. Убаво е да ја доприш иднината. А раководител на секторот за урбанизам си суров административец, познавач на законска регулатива и од брзината на спроведувањето на законската регулатива, толку побрзо го истоплеменита работа го стимулираш или го дестимулираш развојот. Ги дестимулираш инвеститорите или ги дестимулираш. Со долгото време на спроведување на постапките ги дестимулираш. Стратешки пристап кон инвестирањето. Јасно и административна водење на административната процедура. А што се однесува до Креација раководење со овој сектор, треба да креираш како за побрзо креацијата ти е за побрзо спроведување на законската регулатива. а како раководител на овој сектор сега? Истото е. Значи, ова што го кажав е, директорот на јавното предпријатие, медиум му е урбаниот дизајн, урбанизација, идни планови за градот, бидејќи тоа му е мисијата. Има добри и лоши раководители, има добри и лоши директори. Законот го дава граѓанинот на изборите. Дали тој реализирал планови, дали му го подобрил живот или не му го подобрил. Има добри локални самоуправи, лоши локални самоуправи. Последниот збор го дава граѓанинот дали ги добил услугите кои ги ветувале на предизборните зборувањки, активности така натаму. И затоа многу е добро што е менливо. Тоа е добро. Така, во промената е напредокот. Во напредокот. Убаво е да се има поставени добри репери. Тоа е целта. Ако се постави добар репер, имаш овој беше подобар, оној беше полош, овој повеќе работеше, така да замајац оди понапред и понапред. Или се враќа назад. Некојаш се враќа на нас. И уште едно последно, жалам ќе биде така негативно прашање, што да се прави со дивото градење? Сето ова претходно што го зборуваме, гломазната процедура, тешкото добивање на одобрение за градба го стимулира дивото градење. Инспекторатот тука го има главниот збор, тука можеме да правиме разговор за она претходно што почнеме, дали го има или дали го нема. Значи, инспекторатот со своите инструменти, градежна инспекција, тоа е законската одредба. Како што реков, не секој зошто има затоа. Никој не би се ставил во непријатност да гради диво, да биде подлежен на туркање и така натаму, ако оди брзи, ако имаш брзи и ефективни постапки, ефективни детални урбанистички планови, ефективна администрација која многу брзо ти издава одобрение за градба. Тука и човечката алчност. Например, Абсолютно. секој сака да изгради наместо 70%, секој сака да изгради и 100 и 110%, ако може да го укради тротоарот. Ние имаме таја навика. Тоа е едно, второ да изгради без да плати комунален надоместок, бидејќи ти си градиш на својата парцела, ама не се користиш јавен пат кој некој ти го направил, некој платил за тоа. Тој јавен пат се приклучуваш на некоја канализација која кошта и која има огромни средства и да се одржува. Мисијата на јавното предпријатие за комунал водовод и канализација, мисијата му е да ги одржува комуналните инфраструктурни постројки кои ги изградил градот. Значи градот ги гради одвод, довод, канализација, јавното предпријатие го одржува и ја наплаќа водата која па од него некој ја наплаќа друго јавно предпријатие Студенчица ја наплаќа водата од јавното предпријатие водовод и канализација. Значи некој ги користи сите тие бенефици, улица, пат, довод на струја, довод на вода, а плаќа нула, а тоа има цена на коштање. Значи, во методологијата за комунален надоместок се пресметуваат колку коефициенти му припаѓа на асфалт, колку на тампон, колку на водоводна цевка, колку на одводна цевка, колку на
Како е формирана цената во да, суштина? Да, има методологија, точно 12% за водовод, 30% за асфалт и асфалтирање, 15% за инфраструктура, 16% за изработка на детални урбанистички планови и така се формира. Например, сегашната цена е една од најниските цени на ниво на Македонија. Во Прилеп има сума на комунален надоместок. Таа причина, например, за метар квадратен нето површина е 30 евро од метар квадратен. За стамбен простор е 45 евра. За индустријски објекти е многу пониска, индустријски објекти кои форсираат вработување. Да. Бидејќи интересот градот си го најдува во и кои прават ганалците. вистинско производство, значи. Се вработува луѓето, го решаваш проблемот со вработувањето. На тоа вработување имаш придонеси, имаш готов производ кој следи на Ама ДДВ. тоа не важи, например, за трговски објекти. За трговски објекти не важи. Објекти во кои има производни процеси. Тие цената му е за деловни објекти, за трговски сумата е драстично 55 евро од метар квадратен. А за производни производни погони сумата знае да биде околу 100-120 денари тука некаде. Околу 100, Значи, тоа е многу евро. малку сепак. Да, многу малку и стимулирачки за оној што сака да изгради погон во кој што ќе вработува луѓе и ќе се одвиваат производни процеси. Значи, секоја година Советот мора да ги одобри, значи во самата програма за работа за идната година, мора да одобри одреден број проекти кои треба да поминат да се аплицира до Министерството за локална самоуправа, односно до Бирото за регионален развој. Сега, тие проекти обично одат преку центрите за развој на планските региони. Ние го имаме нашиот центар за развој на Пелагонискиот плански регион. Мене ме занима, кога се изготвуваат тие планови, се разбира дека поголемиот дел се од нив изградбени планови, така, сета таа документација која треба да се припреми со сите тие проекти кои се поднесуваат до центарот, кој ги изработува? Дали тоа оди на тендер се бара кој ги изработува или се изработуваат во самата општина? Тоа е една работа. И втора работа ме занима при имплементацијата кога се добие проектот, која е улогата на Центарот за развој на планскиот регион, значи, бидејќи многу од нив ги имплементираат сами. Во зависност од темата на проектот. Ако е проект од градежен аспект, значи тој проект мора да биде, ако е само проектот, ако не е поминат низ институциите, е парче хартија. Техничка документација станува и валиден проект, дури не добие одобрение за градба или решение за изградба. Само таков проект може да се валоризира и да се аплицира. Имаш проекти од најразлична сфера, не мора само градежништво да е проект, кој го форсира. Но обично се изградбени. Изградбените проекти, значи, изградба на нова спортска сала. Значи, мораш да имаш извод од детален урбанистички план, да имаш основен ревидиран проект со сите технички податоци, предмер, пресметка, да добиеш одобрение валидно за градба, правосилност на одобрението и само таков би ти го финансирала Агенција за спорт и млади и Министерство за локална самоуправа и така натаму. Благодарам за гостувањето во емисијата. Прашања загатнавме пред се околу урбанизмот, но и други, и локалната самоуправа, но и малку и стратешки теми за кои така загатнавме. Така па че имаме ние интервјуи со некои професори кои се занимаваат со стратешки пристап кон сето ова, тие ќе го се надевам барем дека ќе го допојаснат. Благодарам за гостувањето, се надевам нема да биде последен пат. Драги гледачи, ова беше интервјуто со Бранко Нешковски, искусен урбаниста од Прилеп, кој го раководи одделението, секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина. Со следните интервјуи се јавуваме на Бранко.